Бугарите навредуваа со сите сили удрија по македонскиот јазик и идентитет, па сега се навредија што конечно Македонија реагира на секојдневните бугарски провокации, навреди и целосно негирање на македонската нација. Попустливоста која повеќе нема од македонска страна ги крена сите на нозе. Решија да реагираат премиерот, Министерството за надворешни работи, академици, дипломати. Според првиот човек на владата во Софија, Росен Желјасков, Христијан Мицкоски требало да ја премолчи провокацијата на шефот на бугарската дипломатија Георг Георгиев, дека бил северно-македонски премиер. Нашиот премиер требало да се извини бидејќи одговорил на навредите кои стигнуваат од Софија. Колегата Мицкоски треба да намери Колегата Мицкоски мора да најде начин да се извини, бидејќи кога шеф на влада упатува такви навреди кон член на странска влада, тоа ги нарушува добрососедските односи, ја нарушува и довербата која е многу кревка во овие времиња. Наративот и изразот на премиерот Мицкоски ќе им го оставам на оние што го познаваат. Езоп. Наместо извинување за зборовите на нивниот министер, бугарското МНР реагира дека Мицкоски се однесувал некомпатибилно со елементарните норми на дипломатскиот и политички диалог, како и со принципите на добрососедството. Министерството за надворешни работи на Бугарија категорично го осудува неприфатливиот и навредлив јазик што го употреби господинот Христијан Мицкоски во обраќањето до министерот за надворешни работи на Бугарија. Повторната употреба на вулгарни придавки кон представниците на бугарската држава не само што ја подкопува веќе кревката доверба меѓу нашите две земји, туку ја доведува во прашање и автентичната посветеност на политичкото раководство во Македонија кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година. Новата, многу пожестока политика од страна на Македонија му пречи и на Ангел Ангелов, поранешниот амбасадор на Бугарија во државава, во период додека заштитен знак на власта во Скопје беше попустливоста и прифаќањето на сите уцени од Софија. Дури во изјава ги спомнува пожарите со кои неуморно се бори државата. При тях очевидно сонцето посилно. Во Македонија сонцето очигледно сјае посветло. Ова е очигледно и од пожарите што горат на нивна територија. Во вистинска смисла, не само алегорично, како што премиерот Мицкоски се обиде грубо да се однесува кон нашиот министер за надворешни работи. Ова однесување не е ниту европско, ниту нормално за 21 век. Реагираше и бугарскиот академик Спас Ташев и тој реши да удри по македонскиот идентитет, но и да упати навреди кон Мицкоски. Глушецот Мицко, замислувајќи се себе си како лавот Мицковик, побара официјално извинување од Бугарија затоа што нашиот министер за надворешни работи Георг Георгиев во интервју за БТВ изјави дека Бугарија станала фактор во ЕУ и во регионот, со идеја дека Северна Македонија треба да го има ова предвид. Зборувајќи за премиерот Мицкоски, тој го нарече северно-македонски премиер. Македонија е северна затоа што зафаќа само 37% од северните делови од географската област Македонија. Со 37% не можете да бидете само Македонија и да бидете само македонски премиер. На провокациите на Георг Георгиев дека бил северно-македонски премиер, Мицкоски одговори дека не треба да се обрнува внимание, затоа што тој одработува на оној кој од позади му дал задача да се закача како кога глушецот го задева лавот. Нашето Министерство за надворешни работи и надворешна трговија најостро ги осуди навредливите зборови, му врачи протестна нота на бугарскиот амбасадор и побара извинување од Софија.